Надвор од студиото на Урбаните вести ве информираме и за сервисните информации и културни случувања во главниот град. За православните христијански верници кои се водат според јулијанскиот календар, денеска почнува Петровденскиот пост во чест на светите апостоли Петар и Павле и му претходи на празникот Петровден, кој секогаш се одбележува на 12 јули. Должината на Петровденскиот пост зависи од празникот Великден. Овој пост, еден од 4 повеќедневни пости во текот на годината, започнува од првата недела по Духовден и бидејќи овој празник е со непостојан датум и зависи од Великден, така и Петровденскиот пост различно трае. Некогаш 6 недели, а понекогаш само една недела и еден ден. Целта на постот е да се исчисти духот и телото, што се постигнува не само со воздржување од мрсна храна, туку и од лоши мисли, зборови и дела. Телесниот пост подразбира воздржување од храна од животинско потекло, а поважниот пост, духовниот, според православната црква, подразбира одрекување од секое зло и грев, воздржување од лоши помисли, зборови и дела, покаяние и безрезервна љубов кон Бога и кон луѓето. Во рамките на Скопското лето вечерва се одржува концерт на италијанскиот бенд Калашима, кој ќе се одржи во кино Фросина наместо во Сулијан поради најава од дожд, соопшти од Скопско лето. На концертот, кој се организира во соработка со амбасадата на Италија и ОФЕСТ, ќе настапат 6 музичари на различни инструменти, како перкусии, дајре, хармоника, усна хармоника, тар и уште некои други. Во најава за концертот од Скопско лето соопштија дека Калашима се експлозивни, енергични, врвни изведувачи меѓу најатрактивните бендови во Италија. Одиме понатаму со следната информација. Читај каде и да одиш е мотото на годинашното издание на летниот фестивал на книгата кој издавачкиот центар 3 го организира секоја година во своите книжарници. 3 најавува многу нови изданија, попусти, промоции, акции и наградни игри преку своите Facebook и Instagram профили. Љубителите на книгата ќе можат да уживаат во разновидната понуда од над 1000 изданија на 3 и публишер, книги од сите жанрови и за оние што летото го користат за уживање, а и за оние кои што сакаат да прочитаат и добра книга. Поради дефект на затворач F80 мм денеска на булевар Партизански одреди број 82 во населба Карпош прекинато е водоснабдувањето од улицата булевар Партизански одреди на потегот од крстосницата булевар 8 септември до крстосницата со Франклин Рузвелт. Од информативниот центар на јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје соопштија дека прекинот во водоснабдувањето е до санирање на дефектот, а додека пак за утре поради планирани технички зафати во дистрибутивната електромрежа во градот Скопје без електрична енергија ќе останат делови од општина Сарај. Во периодот од 8 часот и 30 минути до 15 часот корисниците од дел од село Матка и од моралиштето Матка во општина Сарај. Полициската контрола на подрачјето на секторот за внатрешни работи Скопје во изминатите 3 дена, односно за време на викендот, утврдила дека 183 возачи управувале возила со брзина поголема од дозволената. Како што соопшти МВР, од сообраќај се исклучени 94 возачи, од кои 31 возач затоа што управувал возило под дејство на алкохол, 56 возачи затоа што немале право за управување моторно возило и 7 возачи затоа што биле возачи почетници. Од сообраќај се исклучени и 46 возила бидејќи биле со истечена важност на возачката дозвола. Во однос на пешаците санкциониран е еден пешак поради поминување коловоз на црвено светло. Во текот на изминатите денови издадени се 129 мандатни платни налози и
88 возила се подигнати со специјалното возило Пајак. Како што можеме да забележиме, Пајак службата имала доста работа за време на викендот. И за крај имаме временската прогноза. Метеоролозите најавуваат дека во наредните денови предпладне ќе имаме сончево и топло време, меѓутоа во попладневните часови ќе имаме нестабилно време со пороен дожд и грмежи, а особено во западните делови. Ќе дува умерен ветер од североисточен правец, а УВ индексот ќе изнесува 7. Утринските температури ќе достигнат до 12 степени, а дневните ќе се искачат до 36 степен.